тема одржување на градското зеленило во текот на зимскиот период. Гостин е Петар Јаневски, раководител на секторот градско зеленило. Добро утро и добро дојдовте во студиото на Македонската телевизија. Одржување на градското зеленило во зимски услови. Колку е битно градското зеленило да биде такво какво што треба да биде во текот на целата година? Па градското зеленило битно е поради прочистување на воздухот пред во градот. Второ, ние како јавно предпријатие, нашата работа е сезонска. Например, во зимскиот период, пошто тоа е темата, има 4-5 операции кои што ние ги работиме цело време. Значи, тоа е прво чистење на листот по булеварите, по парковите, по големите паркови, во градскиот парк и сите тие паркови што се по наша надлежност. Второ, многу е битно за градот, пошто е есенски зимски период, садиме висока, средна и ниска вегетација по булеварите и по парковите. Понатаму се кројат, се отвараат пешачките патеки, велосипедските патеки, се кројат, средните зеленило се отвара. И да, тоа. Споменавте дека е многу битно зеленилото за воздухот во градот, меѓутоа битно и за изгледот. Задоволни ли сте од тоа како изгледа Скопје и колку зеленило има или потребно уште? Па секој пат е потребно уште. Ние работиме по програмата на градот Скопје и градот Скопје, гледате дека цело време се прават нови паркови, садиме ние дури во текот на летото садевме садници, нормално контейнерски садници, сега есенскиот период повеќе, поинтензивно се сади. Па ќе кажам, сите булевари скоро се насадени, уште ќе садиме, така да ќе видиме. Активни сте во текот на целата година, особено имате, како што споменавте, операции во овој период. Би требало Тетово да го имаме на линија. Зоран Димовски ќе го вклучиме на тема иницијатива Тетово сака парк. Моментално градот Почара е без парковска површина, нешто подоцна во рамките на емисијата Македонија наутро. Ќе се вратиме уште малку во студиото. Одржување на зеленилото по булеварите. Колку е мачна или колку е лесна ова нијанса од вашата работа, особено во текот на зимскиот период? Па видете, ние мачна. Не е мачна, меѓутоа ние работиме под надворешни влијанија, односно нашите работници сега, например, се минусни температури. Нормално сме спремни, облечени со ХТЗ опрема, со сите работи, меѓутоа тешко е сообраќај и сите тие работи. Значи, мора летниот период, па големи горештини, топлини, меѓутоа ние мораме да си ја завршиме работата. Да, добро, во текот на летниот период можеби ќе станеме порано, па ќе одработиме нешто додека се уште не е изгрено сонцето, меѓутоа во зимата е многу потешко да се загрее човек, особено на отворено кога работи. Сега одиме во Тетово. Зоки Димовски би требало да го имаме на линија. Иницијатива Тетово сака парк. Моментално градот Почара е без парковска површина, па тоа е еден од најголемите, пак ќе кажеме, 4 града е во Македонија. Зоки, добро утро. Да, Бранко, добро утро. Тетово позади мене, како што гледате, на слободна зелена површина дош булеварот Индустријска, која што е целосно запуштена, вака е долг период. Оваа површина, заедно со останатиот дел од поранешниот спортски центар, местата каде што сега се лоцирани поранешните фабрики Шик, Елак и Монопол, како и Жена паркот, иницијативата Тетово сака парк има предлог да ги пренамени во голем градски парк. Оваа иницијатива е неколку години, меѓутоа според она што го гледаме на терен, општината најверојатно е глува на ваквите барања. Гостин во утринската на МРТВ е Даријан Сотировски од иницијативата Тетово сака парк. Даријан, благодарам што прифативте да бидете гостин во утринската. Па како прво прашање, колку на Тетово му е потребен ваков парк со оглед на фактот дека секоја слободна мала површина во градот, условно кажано, се узурпира, се бетонизира и асфалтира? Благодарам што вашата екипа е денес во Тетово и може да говориме пред пошироката македонска јавност за оваа проблематика, која што е наше секојдневие. Огромна е потребата, таа е незадоволена за жал воопшто потреба кај секој еден граѓанин тука кој живее, сите го чувствуваат тој голем недостаток, без разлика и на својата возраст, и на етникумот, и на политичката определба. Ова е заеднички проблем за сите.
но на Тетово покрај парк му треба и одговорни власти кои што умеат да ги препознаат и да ги слушнат граѓаните, нивните потреби, да ги задоволат, барем да чекорат во насока на приближување кон некакво решение. Еве, на прагот сме на новата година, повеќе од 2 години иницијативата Тетово сака парк не успева да ја разбуди општина Тетово, иако со стотици објави, настани, начини се обидуваме да дојдеме до нивниот разум и до нивната свест и совест, ние не предлагаме проект. Ова не е проект кој што денес треба почне, утре треба да заврши, туку процес. А за да почнете процес, не треба никаков друг ресурс, освен волја. Тука, за жал, можеме да констатираме и да кажеме дека единствениот проблем, единствената пречка кон реализација е недостатокот на волја кај општината. Во контекст на ова што го кажам, можам да заклучам дека најпрвин градските власти се правдаат дека голем дел од таа површина која што вие предлагате да биде градски парк е приватно земјиште, меѓутоа тука се наоѓаме на една поголема површина која што е државно, а гледаме дека целата е запуштена и обрасната со трева. Условно кажано, народски барем ова може да се пренамени во градски парк како за почеток на вашата иницијатива. Апсолутно, ние и затоа реков тој процес сме дефинирале со истакнати стручни лица од таа фела, од урбанизмот пред се, чекори кон комплетна реализација. И да, апсолутно подобро е првиот чекор отколку овој пред да го исчекорите. Подобар е третиот од овој првиот и така натамо кон комплетна реализација. Можеше многу општината да направи. Не смееше да си дозволи да се повлече и да се зачаури во некоја дневна политика која што е толку површна и која што навистина е непотребна и никој не добива од неа, дури ни самата општина. Овој простор зад нас е целокупниот доминантно државен. Овој каде што седиме и каде што вашата камера ги доловува овие кадри од градската тетовска џунгла, ова земјиште обраснато со се и се што, тотално небезбедно и за јавното здравје и за сите кои што минуваат тука. Можеше со многу мал труд да прерасне во парк, бидејќи тука и не треба урбанистичка интервенција, односно намената е парковска. Така да сепак доаѓаме до она што го кажав, констатацијата немање апсолутно на никаква волја. Вие нема да се откажете од оваа идеја практични, понатаму ќе ја терате без разлика на глувоста на општинските власти. Па идејата не може ништо да ја уништи, не може да искорени. Како идеја е добро што постои во нашиот град, бидејќи граѓаниве тука имаат толку многу проблеми, па кога успеавме во јавниот простор да се зборува за парк во Тетово, а да не се зборува за уште други многу работи кои што секогаш го одземале просторот на овие најважни прашања за екзистенција на еден човек во еден град, сметам дека тоа мора да продолжи, тоа е добар пат да продолжи. Загрижува што постои еден надпревар, би рекол, помеѓу општините, градоначалниците, носителите на функции во државата, на лоши практики, како да се борат кој може да направи полоша практика, односно полош однос кон сопствените граѓани. Еве во Карпош во Скопје отпочнува некој проект мегаломански за изградба на висококатници, кој што не е хуман, го уништува градот. Градоначалникот таму изјавува дека со тоа Карпош ќе заличи на Бостон или на Чикаго. Тоа за нас тука во Тетово е многу позната реторика, дека во име на таков некој квази развој, псевдоразвој, граѓаните треба да се откажат од јавниот простор, од хуманиот простор. Знаете, можеби Бостон е убавна разгледница, но во Бостон не значи дека е убаво и да се живее. Градоначалниците на Тетово, на Карпош и сите останати треба да се грижат ова население овде убаво да живее, а ние од разгледници не може да имаме поубав живот. Уште последно прашање, дали сметате дека ваквиот хаос кој што е позади нас е резултат на некои задкулисни игри да се запуштат овие површини за да на некој начин прераснат во урбан простор каде што би никнале огромни згради? Секогаш постои загриженост за тоа, бидејќи ние не сме ниту наивни, ниту некои што не се информирани доволно за сопствениот град. Ние напротив се трудиме да ги добиеме сите информации, да ги анализираме, и во Тетово секој јавен простор е загрозен од урбаната мафија која навистина дивее низ градот. Дивее и со една гарнитура на општинска власт, и со друга, и со трета. Практично 30 години Тетово е девастирано чекор по чекор.
Така да им благодарам што прифатите да бидете гости. Благодарам што секогаш имате слух и го користите вашата можност и право да ни помогнете. Благодарам. Да, тоа беше се засега од Тетово за оваа проблематика која што ги засега тетовчани, затоа што сепак Тетово на некој начин од ден на ден станува урбана џунгла со што помалку зелена површина, а таа што е не се одржува, односно не се уредува, сликата ја гледате позади мене. Ние како јавен сервис ќе продолжиме да ги поддржуваме ваквите иницијативи на тетовчани затоа што сепак хуманото живење е пред се. Бранко? Благодариме, Зоки. Јавниот сервис, нели, вашето право да знаете се, тоа е максимата по која треба да се движиме. Во информирањето на граѓаните се разбира, неутрално и неврзано, да го презентираме онакое што ги засега сите групи и категории на граѓани. Елизавета Кузмановска ја имаме на линија, меѓутоа едно прашање пред да ја вклучиме заедно со Наташа Златевска, помошник раководител на сектор градско зеленило во паркови зеленило. Со Петр Јаневски сме во студиото, раководителот на секторот. Слушнавме, Тетово се мачи, нема главен парк, и други градови низ Македонија го имаат истиот проблем. Дали сме свесни што имаме во Скопје со централниот градски парк, со таа огромна зелена површина и со сите други зелени површини? Централниот парк во градскиот парк се, ако ќе кажам, е со зелена површина околу 60 хектари или 600.000 метри квадратни. Така да со разни содржини, тоа е голема работа. Тамо за викендите, празници, граѓаните на Скопје се релаксираат, дишат чист воздух, има разни содржини, така да, мислам, многу значи за еден град. Не постои друг град, можеби во светот, во Европа сигурно, кој што има централен парк, кој што има планина како што е водно, во централното градско подрачје, кој што има река. Тоа е еден природен подарок кој што треба да го чуваме и да го негуваме. Ние во секоја општина имаме по еден така поголем парк. Еве во во аеродром е Новолисиче-Рајскиот парк. Во Капиштец е паркот Македонија. Сега во Ѓорче се направи Лепенец. Значи, има направени се, али градскиот парк е еден од најголемите, можеби во Македонија. Градското зеленило, голем благодет, благодариме, остануваме се уште во студиото. Ќе се вклучиме Линковски, Елизавета Кузмановска, колешката Елизавета Кузмановска, заедно со Наташа Златевска, помошник раководител во секторот градско зеленило од јавното претпријатие Паркови зеленило. Бети, добро утро и повели. Добро утро. Еве, се наоѓаме во градскиот парк. Ние ова се што го зборувавте во студиото. Поздрав до тебе, Бранко, и поздрав до вашиот гостин. Веќе екипите на јавното претпријатие Паркови зеленила се во градскиот парк, не се само во градскиот парк. Ние тука ќе разговараме со еден, ги гледаме зад нас еден дел од екипите, а ќе разговарам со Наташа Златевска, заменик раководител на секторот за градско зеленило. Добро утро. Добро утро и од мене до сите гледачи на Македонската радио телевизија. Како што кажавте, во моментот се наоѓаме во градскиот парк, каде што нашите екипи веќе се излезани на терен и секојдневно си ги извршуваат своите активности. Еве, можам да забележам нешто што многу ми се допаѓа. Една огромна корпа се ставаат садници. Во цветната корпа што ја гледаме во позадина, во моментот садиме брасика, сезонско цвеќе, кое што е доста атрактивно и може да биде во повеќе бои, зелена, розева и бела. Меѓу, освен брасиката, во сезонското цвеќе, исто така нашето предпријатие ги обогатува зелените површини, поточно цветните леи кои што се наоѓаат на зелените површини со видот виола и белис перенис. Навистина можам да го забележам цветното украсување покрај што има новогодишно. Мислам дека предишите со украсувањето на градот насекаде сте низ парковите, булеварите и навистина морам да забележам дека е убав град што се однесува до цветните аранжмани. Да, значи имаме низ парковите и булеварите кои што се под надлежност на град Скопје, поточно на нашето јавно предпријатие, доста цветни леи, цветни површини кои што го обогатуваат градот со својата боја, меѓутоа морам да ги напоменам и цветните фигури кои што се распространети низ
нашите булевари, нашето булеварско зеленило. Веднаш зад нас што се сади? Тоа се зимзелени? Да, зимзелени садници. Исто така вршиме обновување и подигање со ниска, средна и висока вегетација на булеварите и зелените површини. Дозволуваат овие ниски температури да се... Ова е, можеби, како да кажеме, и едно прашање од гледачите и од оние што сакаат сега, или не е поволно за садење? Па во овој период од годината веќе привршуваме со садењето и потоа наредното садење ни е здравје на пролет. Собирате ли си, сечете гранки? Еве, тука има еден дел од екипата, меѓутоа сегде сте низ градот. Сегде низ градот, по булеварите, повторно ќе кажам, и големите паркови, кои што се под надležност на град Скопје, поточно на нашето јавно предпријатие Паркови зеленила, секојдневно се собира лисната маса од зелените површини и потоа истата ја товариме во посебни камиони за таа намена. Сечењето гранки? И дрва, не само гранки, така? Сечеме гранки по велосипедски и пешачки патеки, ги кастриме гранките заради безбедноста на пешаците и велосипедистите. Доколку има јавување од граѓани каде што има, не дај Боже, некое дрво што е старо, нели суво, па мора да се сече. Како оди процедурата? Процедурата, значи, треба да се изготви решение за сеча или кастрење на гранки на соодветното дрво, кое што е, повторно ќе кажам, под надлежност на град Скопје или јавното предпријатие Паркови зеленила. За тоа се изготвува решение за сеча, кое што го изготвува секторот за комунални работи на град Скопје, и потоа процедурата се продолжува на терен, излагаат нивни екипи од градот, кои што доколку дозволат сеча на дрвото или кастрење на гранките, потоа истото решение се доставува до нашите надлежни екипи или секторот дрвореди, кои што пристапуваат кон извршување на таа постапка. Веќе сме практично во зимски услови, ако на прагот на зимата, во секој миг може да падне снег, веќе имаме на планинските масиви. Што ќе работи Паркови зеленила кога има снег? Доколку падне снег, нашите екипи значи вршат расчистување на снегот од пешачките патеки во големите паркови кои што се заради безбедноста на самите пешаци, а доколку има поголем нанос на снежна покривка врз зелените садници, излагаме на терен и вршиме нивно тресење од снегот за да не дојде до несакано кршење на самите гранчиња. Тоа сакав и да ве прашам, какво е одржувањето на зеленилото и на парковите и на тревните површини кога ќе падне снег? Па тоа е, значи, да, ги зачистуваме парковите и ги тресеме ние садниците, за да, ако има поголема снежна покривка врз самите садници, ако не ја истресеме, значи може да дојде до несакано кршење на гранките. Во непосредна близина имаме парк за домашни миленици. Имате ли проблеми? Гледам дека има определен инвентар или нивни, како да ги кажем? Паркот на миленици, кој што го има во доста паркови низ град Скопје, го прави опремата ја прават нашите колеги од секторот Вонградско зеленило. Меѓутоа, често пати сакам да апелирам до граѓаните, често пати доаѓа од несовесни граѓани до кршење на опремата во паркот на милениците, исто така до кршење на самите корпи за отпадоци, клупите за седење. Често пати секојдневно, можам да кажам, се соочуваме со крадење на садените садници или на цвеќињата кои што ги садиме под цветните леи. Значи тоа нека биде еден апел да не се кршат, нас ни требаат и би сакала да кажам исто така апел до граѓаните, значи често пати или секојдневно во текот на денот, значи се фрла смет и отпад по самите зелени површини. А сакаме да не биде убав град. Ви благодарам за директното вклучување, им благодарам и на екипата, навистина ни помогна, она што се зборуваше во студиото, вие што го кажувавте практично да го видиме и ние и гледачите на утринската програма. Благодарам и на вас. Студио. Бети, благодариме за ова јавување, те ја пренесувате сликата од она што и за она што зборувавме и ќе зборуваме до крајот на овој појас до 9 часот во студиото на Македонија наутро. Ти благодариме уште еднаш за јавувањето, благодарности до Стогорничката. Се враќаме ние во студиото, апелиравме на крајот, нели апелираше вашата колешка да не се уништува опремата, инвентарот. Кој е најголемиот проблем со кој што се соочувате? Дали токму ова несовесните граѓани? Да, несовесните граѓани не се, како да ви кажам, се оштетуваат клупи, видиковци. Ние во сите паркови скоро имаме направено, секторот Вонградско зеленило има направено видиковци за да можат
со клупи, со тоа се уништува. Да, задруживаме, меѓутоа тоа клупите во каде што беше сега, каде што беше Прилогов, ние секоја недела, сабота, недела наоѓаме во езерата, во градскиот парк, клупи фрлени. Значи, не знам што да ви кажам. Не може градските предпријатија толку да сработат и толку да ишчезнат, колку што не можеме да уништиме и да извалкаме. Треба од себе да тргнеме. Значи, и друга една работа, значи, и по булеварите, граѓаните сечат, кастрат само иницијативно. Значи, ние сме очистиле вечерва или после 15 часот кога ќе си дојдат дома, поготово во летниот период, се пред зградите се кастрат гранки, се фрлаат на булевар. Мислам, тоа, они колку што можат граѓаните да ја испрлјат, да исечат, незаконски. Кажа колешката, за кастрење, за сечење, треба решение од градот Скопје, односно од секторот за комунални дејности. Се што ќе се исече диво е казниво со закон. Петре Јаневски, благодариме за сега. Остануваме уште еден појас, имаме уште едно вклучување. Тоа е вклучувањето во Битола. Александра Максимовска е таму, заедно со Горан Степановски, директорот на јавното предпријатие Комуналец, па зборуваме на истава оваа тема, одржување на парковите и зеленувото во зимски услови. Александра, добро утро, дали се слушаме? Добро утро, Бране, се слушаме, да. Добро утро за гледачите кои подоцна се вклучија во програмата Македонија на утро. Нас временските услови не ни дозволија да бидеме на терен, времето надворе е многу магловито и видливоста е мала, затоа мораше да се јавиме од просториите на јавното предпријатие Комуналец. Денес со нашиот денешен гостин ќе зборуваме за хортикултурното уредување на градот во овие зимски услови. Каква е подготвеноста на екипите на предпријатието да одговорат на сите задачи во вакви минусни температури. Со нас одговори на овие прашања ќе ни даде директорот на предпријатието Комуналец, господинот Горан Степановски. Добро утро. Без разлика дали е пролет, лето, есен или зима, екипите константно работат на терен. Постојано можеме да ги забележиме. Кои се таковните активности со кои што се превземаат во овие декемвриски денови? Добро утро. На почеток сакам да ви се заблагодарам за можноста да разговараме накратко за активностите кои ги превзема јавното предпријатие Комуналец. Како што кажавте, без разлика на временските услови, дали пролет, лето, есен или зима, екипите на јавното предпријатие Комуналец секојдневно од раните утрински часови излегуваат на терен кај што ги извршуваат своите тековни обврски во овие ладни декемвриски, да речам, денови, каде што уште имаме сега минусни температури, минус 3-4 степени. Обемот на работа е намален за разлика од летните месеци, меѓутоа има тековни активности кои ги превземаме. Во моментот се работи на оформување на дрворедите, односно кастрење на дрвата и оформување на крошните на дрвата, потоа заменување која дозволуваат во позитивните температури во текот на денот, заменување на летниот со зимски расад и нормално најосновните тековни работи каде што се собирање на хартија и метење на улиците кои се подразбират во една основните работи на секторот јавно зеленило. Покрај новогодишните украси, низ градот може да се забележат и цветни аранжмани. Дали вршите замена на летниот со зимскиот цветен расад и кои видови на цвеќења се најиздржливи во вакви временски услови, во ниски временски услови? Така. Согласно тековните, да речем, активности, пак ќе кажем, јавното предпријатие Комуналец, 2 пати годишно се врши заменување на летниот и на зимскиот расад, како што кажав и на почетокот. Најиздржливи на овие временски услови во ова подрачје, кај што знаеме дека во зимските паѓаат температурите од минус 10 и повеќе од минус 10 степени, се љубичиците, односно љубичица виола, каде што на површините на јавното зеленило, односно градските паркови, околу Садкулата, Безистенот, паркот кај Гроздо, новиот парк, се засадуваат тие, во ноември и декември ги засадуваме тие љубичици, се и до доаѓање на пролетта, каде што тога се заменуваат со летниот расад. Така, овие цвеќиња вие имате собствен расадник, сами ги одгледувате дел од нив. Да. Најголемиот дел од цвеќината и од садниците кои ги засадуваме на територија на општина Битола ги одгледуваме, односно ги одгледуваме во собствениот расадник кој е еден од главните, да речам, приоритети на кои се заснова нашето јавно предпријатие Комуналец, покрај комуналната хигиена, ова е една од основните дејности јавното зеленило.
За сега времето се уште не е многу студено, но познавајќи ја Битола и годините наназад, знае да има многу сурови и снежни зими. Колку вашето предпријатие, вашите екипи, вашиот возен парк можат да одговорат на задачите кога температурите ќе паднат под нулата? Возилата, јас на почеток едно викам, од возила никош не е доста, механизација, меѓутоа можам да кажам дека нашата механизација во моментот е солидна и е спремна да одговори на зимските услови. Имаме неколку возила кои се наменети стрикно и се припремени за доколку заврне снег или паднат зимски доста ладни температури за да излезат на терен. Тоа се пренаменети трактори со ножеви за собирање на снегот, мали тракторчини, односно рајдерите што ги викаме, исто така за собирање на снегот, дувалки за во широк сокак за дување на снег и останата механизација, нормални човечкиот фактор каде што сме спремни доколку имаме најави за снег уште од вечерните часови, излегуваме на терен за кога утрински, кога луѓето ќе одат на работа, веќе теренот да биде пристапен и пристапните, да речам, патеки до институциите и до сите места да бидат чисти. Така. Во Битола многу често можеме да забележиме, мислам најголем ваш проблем е сметот кој што го одлагаат граѓаните несоодветно. Меѓутоа во изминатиот период забележани се покрај вашите редовни тековни активности и вонредни работни активности и централното подрачје речиси комплетно беше исчистено од смет. Што ќе им порачате на граѓаните? Што мислите колку долго оваа слика ќе остане во градот? Чиста слика. Така, како што кажавте, покрај нашите тековни активности, секојдневно собирање на сметот во централното градско подрачје на селбите, селата, правиме многу често и вонредни активности, одно собирање на габаритен отпад и чистење на простори и во градското подрачје и во руралните, каде што се формираат диви депонии. Па можам да кажам дека минимум еднаш неделно имаме возило кое што стрикно е наменето за овие. Да, во изминатиот период имавме повеќе ангажмани вклучени во централното градско подрачје, неколку локации беа темелно исчистени, меѓутоа сакам само да ги замолам граѓаните да проработи свеста доколку имат габаритен отпад да пријават на телефонот во јавното предпријатие Комуналец, каде што одиме до адреса и веќе го подигаме габаритниот отпад и нормално сметот да го фрлат во континерите, а не надвор од континерите. Благодарам, директоре, за ова ваше денешно гостување. Бранко, оваа тема е доста обширна и за неа е потребно многу долго време да се разговара, меѓутоа времето толку ни дозволува повеќе во некое следно гостување. Да, Александра, ќе го ставиме темите нели за утре и за другите денови, па и за попразниците. Ти благодариме за вклучувањето од Битола. Се враќаме ние во студиото во Скопје. Петар Јаневски е се уште тука, раководителот на сектор градско зеленило при јавното предпријатие Паркови зеленило. Кои се активностите што во овој период од годината следуваат ако падне снег? Да финишираме со овој дел од вашите активности. Активностите продолжуваат со листот со промена на цвеќето, меѓутоа да, тоа е редовна работа. Меѓутоа доколку падне снег, ние имаме според програмата што јавното предпријатие што работи, така да во парковите како што е градскиот парк, парк Македонија, сите оние паркови што се под наша надлежност, има пешачки патеки каде што граѓаните нели треба и кога ќе падне снег да прошетат, не само кога нема, така да ние се ангажираме околу чистење на патеките. Понатаму средните, поготово четинарите се на ниски температури и на снег, стеблото им е крхо, така да може да се скршат. Ако е тежок снегот, значи сега не знам како да се одиме на тресење, значи да се истресе снегот од садницата за да што може да им се олесни, за да не се искршат, затоа што ако се искршат дрвото се губи формата и онда нема ништо од таа садница. Така да тоа и се тресат грмушките, се чистат, пак ќе кажам, патеките. Тоа е нашата работа кога ќе падне снег. Вашата работа е потоа од како ќе ја сработите сликата на Скопје и благодариме што постоите, што функционирате, што сте ревностни. Ве повикуваме да бидете уште по-ревностни, уште повеќе да се грижите за Скопје да биде убав град. Благодариме за гостувањето. Благодариме.